Почитувани, парламентарното мнозинство на чело со Социјалдемократскиот сојуз на денешната собраниска комисија за труд и социјална политика го одби амандманот на ВМРО-ДПМН за зголемување на платите од 10% за администрацијата. Со одбивање на нашиот амандман, Социјалдемократскиот сојуз покажа дека ова минимално зголемување од 5% е само политички маркетинг на власта на чело со Социјалдемократскиот сојуз. Минималните 5% кои се предвидени во измените на предлог законот за исплата на плати се само популистичка мерка на Социјалдемократскиот сојуз, која што реално нема да го покажи стандардот на вработените во администрацијата. Доколку намерата на пратениците на Социјалдемократскиот сојуз беше искрена, ова покачување на платите ќе беше поголемо и ќе беше прифатен нашиот амандман за зголемување на платите од 10%. Наместо владата на Зоран Заев да се расфрла со пари за патување и прошетки на функционерите или за плаќање на десетици советници, мора да најде средства за соодветно да ги покачи платите на административците. Покачувањето од 5% представува поценување на вработените во администрацијата. Почитувани, административците се само едни во низата жртви на лагите и манипулациите на Социјалдемократскиот сојуз. Покачувањето на платата за јавниот сектор беше ветување кое според Социјалдемократскиот сојуз требаше да се оствари уште во јануари годинава. Денес сме 3 октомври и гледаме дека се уште не е реализирано. Дополнително, поради некоординираноста и хаосот кој што го направи власта, веќе трет ден административците немаат земено плата, а не е ни јасно кога таа ќе ја земат. Но исто така, во многу институции не се исплатени и редовните непокачени плати. Владе целосен хаос, а граѓаните се оставени на цедило. Повторно, неодговорното работење на министрите во оваа ситуација на министерката за труд и социјална политика Мила Царовска треба да го покриваат пратениците во собранието. Ваквиот однос на власта кон вработените е некоректен и конечно некој треба да сноси одговорност. Граѓаните секогаш мора да бидат на прво место. Правата на вработените и обезбедувањето на подобра екзистенција било и ќе биде приоритет на ВМРО-ДПМН. Без разлика на тоа што нашиот амандман беше одбиен, ВМРО-ДПМН ќе ги подржи овие законски измени и во иднина ќе побара повторно, реално и поголемо покачување на платите. Ви благодарам.